Ова е најновото издание на Лајт, а во него сме расположени за добра журка. Велам добра журка бидејќи на хоризонтот ни престои една одлична забава која што во петок ќе се случи токму во Штип. Деталите од прва рака ги имаме токму во ова издание на Лајт, а исто така се фокусираме и една дисциплина наречена паркур. Дали сте слушнале за неа? Ако не, деталите ќе ги дознаете секако повторно од нас. Гледајте не. Денес сме спортски расположени. Првата рубрика или занимливоста за денес се однесува на една трака, но зошто таа е посебна и денес ви ја презентираме. Во британскиот град Доркинг се одржува еден необичен надпревар. Учесниците се тркаат, ама со сопругите на грб. Има само два услови за пријавување. И тоа, надпреварувачот треба да е во брак и жената да тежи најмалку 50 килограми. Овој надпревар се одржува 7 година поред, а интересно е тоа што доколку жената ја нема потребната тежина, а парот се веќе пријавил, на надпреварувачот му се дава дополнителна тежина. Организаторите истакнале дека вакво нешто имало и пред 10 века, кога викинзите ги напаѓале локалните села и ги носеле жените враце. Техниката за носење на жените враце не е утврдена, па ова им овозможува на учесниците да покажат поголема имагинација. Оваа година победници се Рич и Ана Смит, кои целта ја постигнаа за помалку од 2 минути. Среќните добитници добија буре со пиво, како и парична награда. А сега, тие се подготвуваат за учество на светското првенство во носење на сопруги враце, кој ќе се одржи во јули оваа година во Финска. На чекор од нас една одлична забава ќе се случува токму во Штип, а на неа ќе гостуваат и ќе предизвикуваат одлични позитивни вибрации светски познати диџеи. Време е за будење од зимскиот сон. Со првиот ден на пролетта се активира и будилникот за една незаборавна, луда журка, и тоа во Штип. Многу музички имиња кои ќе ја промовираат клупската музика ќе ви бидат на располагање за уште едно несекојдневно доживување во нашиот град. Алармот е поставен за остварување на една мисија под мотото "Почувствувајте ги пеперутките". Предпоставувате? Ќе се реализира првиот Wake Up Music Festival, за кој што веќе долго време се шушка. Позитивните вибрации ќе стигнат до вас на 21 март, петок, а кулминацијата со диџеј сетовите ќе ја достигнат докторот за хаус и транс музиката, германскиот диџеј и продуцент кој Штип го додаде на мапата на својата светска турнеја, Том Крофт. Потоа ќе настапат Владимир Ачич од Србија, штипјанец од Борче Панов, а предвиден е и диџеј сетот на Кристијан Кракен, Back to Back со Момо Добрев од Бугарија. Бидете таму! Како температурите растат, добиваме се поголема желба да бидеме надвор од затворена просторија. Идеален начин е да направиме нешто ново, да се рекреираме малку, а денес ви предлагаме една дисциплина наречена паркур. Желба, упорност и патики со добар ѓон. Ова е се што ви е потребно за да бидете запишани во легендите на паркурот. Веќе 5 до 6 години оваа дисциплина се актуализира во повеќе градови од Македонија. Паркурот представува дисциплина и значи преминување од точка А до точка Б на најбрз и на најефикасен начин. Кога почнавме да вежбаме, заинтересираноста беше многу мала, но тоа е бидејќи луѓето се уште не знаеа дека ова воопшто постои. Сега можам да кажам дека има поголема заинтересираност и почнавме да организираме настани, собири, работилници, каде што ќе можеме да ја представиме оваа дисциплина и да го покажеме паркурот во правилно светло. Сега во недела на 23 организираме настан во напуштеното летно диско Милениум. Настанот ќе биде покриен од општина Штип, ни дозволија да го исчистиме местото, да вежбаме во здрава околина и ќе учествуваат повеќе
трасери од повеќе градови во Македонија, ќе одржиме слободен тренинг, работилница и секој што сака да гледа или да проба може да ни се приклучи. Независно од годините и килограмите, од оваа дисциплина може да биде дел секој. Само е потребен добар терен. Според мене паркор може да се вежба секаде, но би преферирал урбана средина, каде што нема многу луѓе, каде што не може да се оштети околината, каде што има повеќе ѕидови, шипки, повеќе препреки каде што ќе можеш да ги поминеш на најбрз и на најефикасен начин. На оваа се поатрактивна дисциплина основач е Давид Беле од Франција, а истата не ја пробувајте доколку не сте сигурни во својата рамнотежа. Колку пати падна додека вежбаш? Немам некои посериозни повреди од паркорот, бидејќи се трудам да вежбам што е можно посигурно. Ставате штитници оние што се за лакти за колена? Не, за паркор треба само комотна облека и патики со добар гјон. Признавам дека се стикнавме со добра теорија, а дали вие би се осмелиле да ја примените во пракса? И доколку сепак се одлучивте да седите дома, барем погледнете еден филм. Денес погледнете го филмот Мојата непријатна сексуална авантура во траење од час и 38 минути. Филмот е од 2012 година, а припаѓа на жарот романса, комедија. Мојата непријатна сексуална авантура е во режија на Син Герти. That's a good point. Okay. There he is. Come here. I need you to show me how to bang. Oh! You need intensive training. You need like a Jedi master. Yes, I need a Yoda. Yes, a Yoda. There's a difference between a stripper and a prostitute. I was thinking it would be like a class, like teacher-student. I can help you right now. Set up that line of credit and consolidate your debts. Okay, fine. I'll be your sex Yoda. Really? Okay, this is great. I thought we could start maybe with some pointers, right? What are you doing? Introduce yourself slowly. Whoa. Don't ever do that again. Now, what's the current state of pubic region? Shaved? I'm guessing not. Hit me with some dirty talk. Hard? Used in a sentence. This is very hard for me. Ова беа подготвените содржини за денес. Во 16 часот и 30 минути и 19 часот и 30 минути можете да ги следите овие содржини на ТВ Стар, а можете и на интернет со клик на tvstar.com.mk. Останете ми во одлично расположение. Чао!